Судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс продолжи со изведување и презентација на материјалните докази од страна на тимот обвинители. Доказите се однесуваа на извештаите од извршената обдукција од Институтот за судска медицина. Обвинителството посочи дека обдукцијата укажува дека кај најголем дел од сега починатите настапила насилна смрт како резултат од труење со јаглеророден моноксид. Кај неколку од починатите според обдукцијското мислење, смртта настанала од задушување од притисок врз градниот кош како резултат на недостиг на воздух и кислород во околната средина. Обвинителството изведе медицинска документација за повредените 157 лица со тешки телесни повреди и за 65 лица со телесни повреди. Дел од одбраната на дел од обвинетите кажа дека кај починатите имало присуство на алкохол и дрога, на што родителите на починатите реагираа и посочија дека ним како штетени не им се доставени такви податоци и тоа не може да биде причината за смртта на нивните деца. Недозволиво обвинување кој директно го нарушува достоинството на починатите и дополнително ја продлабочува болката на нивните семејства. Дури и хипотетички да постои присуство на одредени супстанци, тоа не представува причина за смрт во ваков настан. Ниту може да ја релативизира одговорноста за трагедијата. Нашите деца не се мртви од конзумација на алкохол и дрога. Причината за смрт, согласно досегашните наводи, се поврзани со изложеност на чад, токсични гасови, услови кои доведуваат до задушување и тешка интоксикација, а со употреба на алкохол или други супстанци. Денеска одбраната на прво обвинетиот Дејан Јованов достави дополнителна документација за здравствената состојба на Јованов. На ова реагираа родителите на жртвите кои го следат судскиот процес. Во однос на барањето на неговата одбрана за замена ефективен притвор со куќен притвор, обвинителството го одби барањето затоа што од затворскиот лекар имале мислење дека терапијата може да му се дава на Јованов во притворски услови. И одбраната на обвинетите Беким Хаџију и Тодор Јованов изнесоа предлог за укинување на мерката притвор поради нарушена здравствена состојба, како и одбраната на Шабан Салију за укинување на една од 5 мерки за претпазливост.